Високите температури го зголемија бројот на мозочни удари, а со тоа и обемот на работа на персоналот на неврологија во Штипската клиничка болница. Лекарите со надеж дека бројката нема драстично да расне. Очекувано е во овој период од годината, паралелно со покачените температури, да имаме изголемен број на пациенти со мозочни удари, кои сочинуваат најголем број од пациентите што се хоспитализираат на оделение. Динамичниот начин на живот, проследен со стресни ситуации, драстично ја симна возрастната граница на пациенти со мозочен удар. Старосната граница е драматично намалена. Значи имаме пациенти кои се на возраст од 30 и таа возрастна група од пациенти над 60-65 години, што е најчеста возрастна категорија на хоспитализирани пациенти од мозочни удари. Кои се ризик факторите за појава на мозочен удар? Шансите во наводници за мозочен удар се многу поголеми, 50% повеќе шанси имаме за да доживееме некој тип на мозочен удар, ако сме во таа категорија со покачен крвен притисок, ако имаме аритми, кардиоваскуларни заболувања. Како да го превенираме мозочниот удар и кои се симптомите? Значи, се што препорачуваме за еден здрав живот, а на кој за жал, па и ние медицинските лица многу често не се придржуваме, значи повеќе да се движиме, помалку да влегуваме во некои стресни ситуации. Ако осетите било каков проблем, значи одземеност на рака или нога, отежнат говор, пореметување на свест, треба да помислите дека можно е да се случува некоја мозочна криза. Второ нешто на кое треба да помисли потенцијалниот пациент. Кои ризик фактори јас ги имам? Ако е диабетичар, ако имате апаратче за мерење на гликемијата, ако имате апарат за мерење на притисок. Значи тоа се работите и чекорите кои сами ги ние преземаме додека дојде некој од нашите блиски или додека повикаме брза помош.